Единствениот пат за членство на земјава во Европската Унија е целосно членство со право на глас, е ставот на Алијанса за албанците на Таравари, дел од коалицијата НАИ. Според Валбон Лимани, секој вид членство треба да се заснова на исполнување на копенхашките критериуми, вклучително владење на правото и човековите права, додека за условено членство ќе се изјасна само доколку има конкретен предлог. Talët jemi për antarësimin e Maqedonisë së Veriut, për antarësimin e plot të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian dhe besoj që kjo është rruga e vetme, është biseduar për një mundësi të këtill, por këto janë ende veç ide të cilat i kanë hedhur, nuk ka kur gjë konkrete, por edhe kur bisedojmë për një antarësim të këtill, padyshim që edhe në këtë rast duhet të plotësohen kriteret e Kopenhagës, ato kriteret politike, dhe këtu gjithsesi bëjnë pjesë edhe shtetisë drejtës, edhe të drejtat njerëzore, edhe shumë faktorë tjerë të cilat duhet të jenë të përmbushura për të qenë pjesë edhe në këtë mënyrë e Bashkimit Evropian. Në qoftë se ka diçka konkrete, atëherë do të prononcohemi rreth asaj se a jemi apo nuk jemi për një antarësim të kushzuar. Од коалицијата Влен вела дека се анализираат сите опции за забрзување на европската интеграција, вклучително и моделите на фазно членство. Во рамките на Влен сериозно се разгледуваат сите опции што би значиле забрзување на европската интеграција на државата, вклучително и моделите на членство во фази. Нашиот фокус е државата да стане дел од европското семејство, што е можно побрзо, со активно учество во политиките и процесите на Европската Унија. И опозицијската партија СДСМ со критики кон овој предлог. За СДСМ единствена и прифатлива опција е целосно членство со сите права. Овој предлог не се смета за добар ниту од Паневропската Унија, бидејќи според нив може да го забави интегрирањето и да создаде земји со различен статус. Да подсетиме дека за вакво сценарио, според кое Македонија, заедно со другите земји од Западен Балкан, на почетокот на 2027 година би станала членка на Европската Унија, но без право на глас, пред неколку дена говореше премиерот Мицкоски, наведувајќи дека тоа е дел од мировното сценарио за Украина и евроинтеграциите. Сепак, каква и да е опцијата за членство, уставните измени остануваат обврска.